Председателе, почитуван македонски народе, почитувани присутни. Ребалансот кој денес ни е тема на дискусија е всушност вистинската слика на оваа власт. Се прикажува фино и убаво и имаме еден производ кој однадвор изгледа добро спакован, но ако погледнеме малку под површината, она што можеме да го заклучиме е дека изминаа речиси 5 години во кои нема ниту една сериозна реформа, а нема ни да има, затоа што кога ќе ги прашате нашите граѓани дали виделе некаква разлика на стандардот и квалитетот на својот живот, тие едногласно ќе ви одговорат дека ниту едно сериозно позитивно помрднување не почувствувале. Новиот ребаланс ни го открива и ни го разобличува фактот дека власта целосно го загубила финансискиот компас затоа што отсуствуваат основните параметри за добро осмислен и перспективно стабилен буџет. Прво, не е планирана ниту една единствена инвестиција која битно би го подигнала квалитетот на живот. Се што се инвестира представува одржување и сервисирање на веќе затекнатата ситуација. Јасно акцентирање на тоа кои ни се приоритетите нема. Па од тука би потенцирала дека смислата на буџетот, односно ребалансот, не е предизборно да ги развеселувате гласачите, туку да ги определите вложувањата и инвестициите кои се од интерес за државата и нејзините граѓани. Понатаму, потребно ни е финансирање од 12 милиони денари, односно над 2 милиони од домашни и над 10 милиони денари од странски извори, за да ги закрпиме финансиските дупки кои ги направи власта, а кои само се зголемуваат. Трето, вештината на управување со буџетот се гледа во приходниот, а не во расходниот дел. Ама кај нас, ако се погледне на приходната страна на буџетот, таму имаме 222 милиони 607 илјади денари, додека на расходната страна имаме 268 милиони 837 илјади денари или за 46 милиони 230 илјади денари поголеми расходи од приходи, и овде би апелирала до Зоран Заев да им објасни на своите министри дека нивната работа не е што повеќе да земат, туку што повеќе да внесат во буџетот, затоа што мајсторството е во стекнувањето, а не во трошењето. Да резимирам, за да бидам појасна за јавноста. Буџетскиот дефицит, што значи повеќе потрошени пари од собрани, за периодот од 1 јануари до 22 јуни изнесува 287 милиони евра, што пак значи нов долг за Македонија и граѓаните, односно владата на Социјалдемократскиот сојуз на чело со Зоран Заев, секого од нас само во наведениот 6-месечен период го задолжи за нови 143 евра. Накратко, наместо да ги стабилизирате приходите и да ја направите приходната страна што поголема, вие се расфрлате со нерационално трошење на буџетот во случајов за предизборно згрижување на армијата партиски послушници, кои согласно овој ребаланс ке не чинат 155 милиони денари повеќе. Од друга страна, земјата се соочува со ниска инфраструктурна развиеност, неквалитетно образование, неконкурентен приватен сектор и многу други системски пропусти и проблеми кои дополнително ќе го забават идниот економски раст и развој. Јасно е дека и понатаму досегашните погрешни политики ќе ги покривате со нови задолжувања, затоа што на светот нема поуспешна власт од нашава кога станува збор за задолжување на граѓаните. Па така, за исклучително краток период успеавте да ја задолжите државата до најкритично ниво, без при тоа да има било какви забележителни капитални инвестиции кои би го зголемиле потенцијалот на економијата и би обезбедиле поголема способност на земјата за сервисирање на долговите во иднина. Сите, освен власта, сме свесни дека врз нашата економија во следните години ќе натежне товарот на долгот,
кој ќе биде огромен затоа што веќе сме високо задолжена земја. Токму неможноста за сервисирање на долгот ќе ни биде најголемото ограничување кое и понатаму ќе го стопира развојот на земјата. За волја на вистината, сретнав и експерти кои сметаат дека зголемувањето на буџетскиот дефицит и растот на задолженоста можеби и не треба да не плашат, но само ако тоа се прави за инвестиции што во иднина ќе ни донесат економски раст и зголемување на бруто домашниот производ и така долгот во однос на бруто домашниот производ би го одржале на разумно ниво, ама за тоа треба да инвестираме во проекти кои ќе обезбедат економски раст и брз поврат на инвестициите. А што правите вие? Вие инвестирате само во такви инвестиции во кои можете да ги заплеткате само вашите интереси, но никако и интересите на државата. Тоа ви го нотира извештајот на State Department-от, според кој официјалните лица, вклучени во коруптивните активности, се креатори на непредвидлива бизнис средина, погодна за корупција или со еден збор кажано, корупцијата во владините тендери ви е она што ни ги брка инвеститорите. Јас на вистина не знам дали не знаете да ги читате статистичките податоци или знаете, ама свесно ја манипулирате македонската јавност. Статистичките податоци говорат дека Македонија со негативна стапка на раст од 4,5% во 2020 година беше со најлош економски резултат во споредба со земјите од Западен Балкан. А со негативната стапка од 1,9% Македонија има најлош резултат и во првиот квартал од 2021 година. Соочајниот прилив на странски директни инвестиции во 2020 година од скромни 274 милиони евра не закотвивте на дното. И што е најтрагично, Македонија има и најголем раст на јавниот долг од речиси 1,5 милиарди евра од почетокот на кризата, а бројот на невработени е зголемен за 50.000 лица. Наспроти сите овие неуспеси, продолжувате со катастрофалните економски политики без никаква стратегија за привлекување на странски директни инвестиции и наместо да сте искрени и да ја признаете собствената неспособност, вие и понатаму ја замајувате македонската јавност најавувајќи капитални инвестиции кои попатно во првите 4 месеци од годинава ви се соочај на реализација од 19,5%. Најавувате историско зголемување на капитални инвестиции во услови кога имате историски најниска реализација. Всушност, вам се ви е само најава. Најава која никогаш не доживува реализација. Историски највисок ви е само јавниот долг и растот на цените. Вака концепиран, неразвоен и неодржлив, без одржлива стратегија за реален развој на економијата и креиран за легален предизборен подкуп, ребалансот ќе ја зголеми сиромаштијата и ќе не втурне во уште поголема неизвестност. Значи и покрај најголемиот буџет во историјата од 4,37 милиарди евра, дефицитот што сте го проектирале ќе се зголеми за 183 милиони евра и тоа се пари за кои ќе мора да се задолжиме затоа што ги немаме. И тоа сте го признале со самиот факт што сте навеле дека оваа година ќе ја завршиме со минус 751 милион евра. Само во првите 3 месеци имате пад на економијата од 1,9%, а бруто инвестициите ви се со минус од 16,6%, ама тоа вас не ве загрижува. Па така, во владината програма Д, економски развој, кратите 318 милиони денари, при што 400.000 денари кратите за економска промоција, нели затоа што сме веќе економски развиени и нема потреба од понатамошна економска промоција на земјата, па дозволиво е и да се подскуси на овие ставки. На Дирекцијата за технолошки и индустријски развојни зони и кратите 42 милиони денари. 624 милиони денари ќе имаме помалку за инвестиции во железничката инфраструктура и 4 милиони 300.000 денари помалку за поддршка на развојот на мали и средни предпријатија. Добро е да се знае дека јавните предпријатија ќе добијат 190 милиони денари повеќе од субвенции, секако за да ја замачкаат предизборно неспособноста на градоначалниците, но затоа правото на субвенции на приватните предпријатија им еускратено за 5 милиони и 300.000 денари. Разните трансфери пак, зад кои се крие целата нетранспарентност на власта, се зголемуваат за 200 милиони евра.
Затоа ве повикувам, наместо манипулации и лаги, парите кои ги крадите од граѓаните преку наместени тендери и коруптивни сделки, барем еднаш да ги инвестирате во реализација на капитални инвестиции. Денес не сакав да говорам многу за состојбите во туризмот, затоа што говорев вчера. Не сакав да говорам за состојбите во туризмот, затоа што вчера дури бев искритикувана дека сум правела антикампања за нашиот бисер, за мојот Охрид. Ама не, почитувани колеги, не е тоа антикампања, тоа е реалност. Кажете ми како да водиме позитивна туристичка кампања, како да ги лажеме туристите за убавините на Канео кога ќе дојдат зачадени од депонијата кај Буково, како да ги привлечеме екотуристите и како од нив да ги сокриеме стеблата кои што вчера ги асфалтиравте. Како ќе ги сокриеме фекалиите што се излеваат во езерото заради колекторскиот систем кој никако да го санирате, а издвоивме 183 милиони евра за истиот. Како ќе ги одбраниме посетителите кога ќе ги нападнат кучињата скитници кои ги имаме на секој агол. Пак ќе речам, не е ова антикампања, ова е жалната реалност на македонскиот туризам предводен од оваа власт. Ама нели треба да веруваме дека тоа е најдоброто за нашите општини. Така ви беше слоганот, нели? Тоа е најдоброто што можете да им го понудите на граѓаните. Крајно време е да сватите дека се работи за патиштата, за изгледот на аеродромите, изгледот на нашите автобуски станици, за големите количини отпад, за неподготвеноста да се примат туристи и спремно да се дочека туристичката сезона, за вечно актуелната приказна дека сезоната ни е јули-август, а сакаме да говориме за 12-месечна туристичка сезона, за целосна 12-месечна туристичка сезона, затоа што убавени ни дал Господ на сите страни, но осудени сме со власт која не знае да ги валоризира тие убавини. Луѓето кои управуваат со оваа држава мора да сватат дека 12 месеци мораме да имаме подготвена инфраструктура, средена држава и 12 месеци да бидат подготвени сите комплементарни дејности за таа основа на туристичката економија да може да функционира. Понатаму, власта што ќе се бореше против корупција на Државната комисија за спречување на корупција и ги намалува средствата за 1.740.000 денари. Власта што ќе се бореше за квалитетни јавни набавки ги намалува средствата на Државната комисија за жалби по јавни набавки од 82.000 денари. Советот за унапредување и надзор над ревизијата ќе добие 4.647.000 денари помалку од првично планираното. Комисијата за заштита од дискриминација ќе добие 1.900.000 денари помалку, Секретаријатот за законодавство 963.000 денари помалку и да не продолжувам понатаму затоа што верувајте, масакар сте го сториле буџетот. Се чукавте во гради од грижата за заштита на животната средина за денес да излезе на виделина вашата грижа која значи 58.220.000 денари помалку за Министерството за животна средина, од кои 4.520.000 денари се кратат на заштита на животната средина, 7.600.000 денари се кратат на управување со отпадоците, 12.100.000 денари помалку на име унапредување на животната средина и дополнителни 45 милиони денари помалку за аерозагадувањето од кое вие ќе не спасевте и заштитевте. Јавната администрација, најверојатно веќе сте ја реформирале, тоа најдобро знаат граѓаните по тоа колку и какви квалитетни услуги добиваат, па со овој ребаланс на име реформа на јавната администрација имаме 232.727.000 денари помалку. Образование, што да кажам за жалното наше образование. Во текот на изминатите денови, еден од колегите од мнозинството истакна дека намалувањата во образованието биле резултат на остварените заштеди. Непочитувани колеги, во ребалансот јасно си стои на што се намалува во образованието и оди вака. 143.238.000 денари помалку за инвестиции во образованието, 45.742.000 денари помалку за изградба на основни училишта, 103.638.000 денари се кратат на изградба на училишни спортски сали во основните училишта, 17.665.000 денари помалку за изградба на средни училишта,
7.982.000 денари помалку за изградба на училишни спортски сали во средните училишта, 2.250.000 денари помалку за реконструкција на ученички домови и 3.800.000 денари помалку за изградба и реконструкција на студентски домови. Жално е ова што и го правите на нашата младина. И ајде да не биде дека само критикуваме, ќе се обидам да дадам некои препораки во надеж дека се нешто ќе влезе во вашите уши. Бидејќи очигледно е дека економските политики што ги водите не даваат резултати, крајно време е тоа да ви биде јасен сигнал дека истите треба да се променат, а ќе се сменат ако водите реална дебата за ефектите од економската политика и алтернативите што треба да се применат за да имаме раст на бруто домашниот производ. Моделот на раст на македонската економија, базиран на стимулирање на домашната потрошувачка преку задолжување, е неодржлив. Растот треба да се темели на зголемување на продуктивноста и конкурентноста на индустријата, како и зголемување на извозот, а за тоа е потребно стимулирање на инвестиции во нова посовремена технологија, која мораме да ја увезуваме од странство, затоа што во земјава ја немаме. Понатаму, практикувањето на неадекватни фискални и монетарни политики е една од клучните причини заради кои имаме низок раст на економијата, што пак негативно се одразува на стопанството и економијата и директно влијае врз намалувањето на животниот стандард, вработувањата, како и врз одливот на стручни кадри. Потребни се радикални промени на полето на економијата, потребни се структурни реформи, реструктурирање, модернизација, олеснување на финансирањето и така натаму, ако сакаме да ја трансформираме македонската економија, а за тоа треба многу мудрост и посветена работа. Се согласувам дека во економијата никогаш нема финални рецепти, особено имајќи го предвид фактот што никој во светот нема искуство во справување со криза од ваков тип, но тоа што може да се направи, треба да се направи без одложување и тука треба да биде нашиот фокус. Почитувани, следува амандманска расправа, на која како крајно конструктивна опозиција имаме предложено бројни амандмани за да го надминеме овој хаос на кратење што сте го на клучните ставки кои што сте им го сториле на граѓаните и државата. Се надевам дека конечно ќе се надминете себе си и со милост кон граѓаните и државата ќе ги прифатите нашите амандмани. Во спротивно, повторно и повторно ќе покажете и ќе докажете дека сте недораснати за било која посериозна задача. Ви благодарам. Ви благодарам.